Добро вечер, почитувани гледачи, Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Еве што ќе гледате во наредните 30 на минути. Ке се гради клучка која езерото Младост ќе го поврзе со автопатот Александар Велики. Инвестицијата е вредна 1 милион евра. За 7 години преку проектот за самовработување отворени повеќе од 6500 мали бизниси. 14 пловни објекти и 100 учесници, по 17 пат пловејќи по реката Вардар ја уживуваат старата традиција на трговија во Солун. Езерото Младост поблиску до туристите. Ке се гради клучка по која од автопат ке се стигнува директно до овој локалитет. Инвестицијата е вредна 1 милион евра. Изградбата треба да започне наскоро. Ова представува директен поттик за развој на транзитниот туризам. Директниот пристап до езерото Младост за туристите кои транзитираат по автопатот од Скопје кон Велес ќе биде од големо значење за развој на туризмот во овој локалитет. За таа цел годинава се очекува почетокот на изградбата на клучката за поврзување на езерото со автопатската делница. Според пратеникот Илија Димовски, кој официјално ја најави изградбата на клучката, целата територија околу езерото ќе стане многу поатрактивна за изградба на индивидуални стамбени објекти, што дополнително ќе значи развој и инвестиции во општина Велес. Со таа клучка ќе има многу позитивни ефекти. Прво, ќе се заокружи сообраќајното решение околу езерото Младост. Сите оние кои што би доаѓале од Скопје и веднаш би можеле да се вратат кон Скопје без при тоа да имаат потребу уште десетина километри да влегуваат до градот за да се приклучат по автопатот, ќе ја користат таа клучка, што ќе значи дополнителен импулс за развојот на туризмот. Со реализација на овој проект, за граѓаните кои што гравитираат на подрачјето на нова населба тунел, подрачјето околу гимназијата, ќе се овозможи полесно и подиректно приклучување на автопатот Велес Скопје. Приклучокот ќе оди по делот околу од Шорка, патот Шорка, Башино село каде што сега се реконструира и ќе оди приклучокот кон автопатот. Ќе се искористи делот оние стубови кои што останаа од времето за еден друг пат што беше планиран патот од Велес за Прилеп, кој што никогаш не се направи. Последните информации од јавното претпријатие за државни патишта се дека во завршна фаза е изработката на проектната документација, според која целокупната инвестиција за овој проект ќе изнесува околу 1 милион евра. Земјоделците ќе добиваат парична помош за набавка на приклучна и погонска механизација за производство на тутун и житни култури. Најмалку половина од средствата ќе им бидат вратени преку програмата за рурален развој, која започнува на 1 јули и ќе трае 30 дена. Македонските земјоделци за една недела ќе може да започнат да аплицираат за парична помош за модернизација на производството на тутун, житни и фуражни култури преку Националната програма за рурален развој, по принцип на кофинансирање на завршени и исплатени инвестиции. На земјоделците ќе им бидат вратени најмалку 50% од средствата. Барањата ќе се доставуваат по електронски пат, а за изготвување на документацијата земјоделците ќе имаат помош од работните канцеларии на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. ИПАРДот житни култури моментално и тутун не опфаќа за набавка на приклучна и погонска механизација. Затоа е тука програмата за рурален развој од владата на Република Македонија, која што ќе почне сега најавувам на 1 јули и ќе трае 60 дена. Значи критериумите за аплицирање на оваа програма се 5 декара тутун да има земјоделецот или минимум 15 декара житни култури или фуражни култури. Основен услов ќе биде земјоделците да бидат запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Со оваа мерка, тие не се лимитирани на набавената механизација да има исклучиво европско потекло, што е случај со условите на ИПАРД програмата. Повратот од прилика е сличен како ки ИПАРДот, значи набавка на приклучна и погонска механизација, и повратната средства ќе биде од 50 до 65%, зависи од тоа каде живее земјоделецот, дали е млад земјоделец до 40 години или не е млад земјоделец. Ги повикуваме сите земјоделци да се охрабрат, да аплицираат, да дојдат, да не прашаат, ние ќе ги советуваме, нашиот совет е бесплатен, ќе ги пратиме нивните апликации и затоа имаме резултати на крајот. Според поратоците од Агенцијата за развој на земјоделство, во склоп на ИПАРД и програмата за рурален развој, земјоделците од Велешко досега имаат околу 250 добитни апликации.
стапи во сила мерката за докуп на стаж. Со истата секој работник на кого работодавецот не му плаќал придонеси ќе може да плати на рати. Вкупната сума ќе треба да се плати во рок од 12 месеци, а основицата ќе биде намалена за половина. Со мерката на докупна стаж која веќе стапи во сила, секој работник на кого работодавецот не му плаќал редовно придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, ќе може да ги плати на рати. Основицата ќе биде намалена за половина. Проблемите ќе ги надминат лицата кои работеле во фирмите кои сега не постојат, односно згаснале поради стечај или ликвидација. Минатата година во Сојузот на синдикати на Македонија биле регистрирани 1500 барања со проблеми околу неисплатени придонеси. Ке се овозможи граѓаните само иницијативно, по сопствена волја, да извршат уплата на оној период на стаж, придонесите за оној период на стаж кој што им фали, кој што е потребен за да се стигне до границата од 15 години работен стаж. Некаде проценките во Министерството за труд и социјална политика говорат дека на месечна основа сумата која што би требало да биде платена по единица месец би било околу 2800 денари. Вкупната сума за откуп на стажот би требало да се плати во рок од 12 месеци. Постапката за докуп на стажот е едноставна. Треба да се поднесе барање до матичната филијала на фондот на ПИОМ, која ги врши сите проверки, а исто така ги обезбедува податоците по службена должност од други регистри. Се проценува дека во следните 3 до 5 години до 2000 пензионери ќе ја користат оваа мерка. Над 6500 мали бизниси се отворени преку проектот за самовработување во периодот од 2007 до 2014 година. Елица Радевска ги има деталите. Во периодот од 2007 до 2014 година со програмата самовработување основани се вкупно 6775 микробизниси, а вкупниот број лица што директно се вработиле со мерката изнесува 6885, стои во анализите на Агенцијата за вработување. Овие мерки го поттикнуваат предприемачкиот дух кај голем број на млади лица. Според последните информации од АВРМ, 31% од основачите на бизниси се млади лица до 29 години. Статистиката вели дека голем дел од новоотворените фирми и денес се активни. Така во периодот од 7 години денес се активни околу 70% од вкупниот број новоотворени бизниси. Во фирмите што се активни пак регистрирани се дополнителни 2200 вработувања. Тоа, како што истакнуваат од агенцијата, е зголемување на бројот на вработени за околу 39%. Околу 600 семејства низ сите градови во земјава досега го решиле стамбеното прашање со помош на проектот Купи куќа, купи стан. Банките досега за овој проект имаат одобрено повеќе од 20 милиони евра. Преку проектот Купи куќа, купи стан, речиси 600 семејства досега го решиле стамбеното прашање. Со 3,5 милиони евра субвенции помогна државата. Ако еден граѓанин земе стамбен кредит од 40.000 евра, плаќа месечна рата од околу 250 евра. Половина од оваа месечна рата преку овој проект плаќа државата, доколку станува збор за куќа, поддршката од државата е поголема, вели министерот за финансии Зоран Ставрески. За овој проект банките досега имаат одобрено вкупно 20 милиони и 250.000 евра во сите градови во земјава. Министерството планира од септември да го продолжи караванот Купи куќа, купи стан со организација на средби меѓу градежни компании, банки, Министерството и заинтересираните граѓани. Се решава проблемот со паркирањето во централното градско подрачје. По реконструкцијата на коловозите ќе се забрани паркирањето на коловозните ленти и тротоарите, а ќе се користи новиот паркинг простор кај Мало Мовче. Паркирањето на коловозните ленти и тротоарите во централното градско подрачје повеќе нема да биде возможно. По реконструкцијата на оштетените улици која е во завршна фаза, ќе се забрани паркирањето на најфреквентните улици во Велес, преку поставување железни П-конструкции на ивичниците од тротоарите. Истовремено ќе биде пуштен во употреба и паркингот кај Мало Мовче, каде ќе се пренасочи паркирањето во овој дел од градот. 163 паркинг места имаме на тој потвор. Значи на овој сегмент тука ќе забраниме паркирање, односно на ивичњаците веќе ќе почнеме да поставуваме од П форма од железните прегради
така да не ќе има више паркирање на тротоарите во овој дел на градот и пошироко. Значи, сега веќе за 2 години правиме 2 паркинг простора. Тоа значи 263 места имаме на располагање 24 часовно во Велес и тоа бесплатно. Според градоначалникот Чадиев, улиците и тротоарите повеќе нема да бидат оптеретени со паркирани возила, а со новиот паркинг простор би требало да се реши и проблемот со гужвата во центарот на градот. Утрово заплови гемијата и 14 пловни објекти од посадата на 17-та Вардарска регата Гемиџи. 4 дена стотината учесници ќе пловат по водите на реката Вардар, се до Гевгелија каде ќе пристигнат во недела. За прв пат по возобновувањето на регатата учесници има и од Србија и Бугарија. По 17-ти пат од Малото Мовче утрово заплови гемијата и 14 пловни објекти од Вардарската регата Гемиџи. Стотини учесници тргнаа на 4-дневна пловидба по Вардар. Стартот на регатата го одбележа велешкиот градоначалник Славчо Чадиев. Од Сдруженијето Вардарска регата Гемиџи, кои се главни организатори, очекуваат мирна пловидба, зашто и претходно биле едуцирани сите учесници. Денеска првата етапа се движиме кон НАТО кампот Криволок, делот Трела 1, каде што престуваме. Утре започнуваме со пловидба кон Демиркапија, задутре заминуваме од Демиркапија до Марвинци и четвртата во недела е Марвинци Гевгелија. За прв пат по возобновувањето на регатата од пред 6 години, помеѓу учесниците има и гости надвор од Македонија. Две посади се потполнети со представници од Бугарскиот Црвен крст, како и Звинички одред од Ниш, Србија. Па не знам, стварно немам. Не знам, навистина немам представа што можеме да очекуваме. Се надеваме дека ќе биде убаво времето, дека нема многу да изгориме и дека нема да биде премногу напорно. Но веќе на упатија луѓето овде па ќе видиме. Дружењето е најбитно. Дружење е најбитно. Јас сум представник на Националниот совет на Бугарскиот Црвен крст. Одговорен сум за логистиката на Бугарскиот Црвен крст. Се радувам и гор сум што дојдовме да учествуваме на вашата регата. Среќни сме што ќе учествуваме како ваши пријатели и се надеваме дека ќе дојдеме идната година доколку не поканите. За безбедноста на учесниците ќе се грижат 16 спасители предводени од Велешкиот Црвен крст. Ќе има во скоро секој чамец спасител и 2 чамци каде што ќе биде само од спасители, еден напред и еден позади. На последниот состанок каде што се договоривме односно на учесниците на регатата, им беше објаснето на што треба да се внимава и секој од нив доби спасителен елек, така да доколку имаат некои дополнителни потреби од нас, ќе биде тоа во текот на пловидбата. И годинава ќе се плови до близината на границата со Грција. Организаторите се надеваат дека во иднина регатата ќе има својата цел во близината на Солун. Идентификуван е женскиот труп кој учесниците на Вардарската регата Гемиџи утрово го пронајдоа во водите на реката Вардар во близина на мотел Македонија. Станува збор за Александра Т, родена 1941 година, која на 19 јуни беше пријавена за исчезната. Од СВР Велес информираат дека телото е извлечено. По наредба на јавен обвинител телото е предадено на семејството на починатата. Сличен настан учесниците на регатата имаа и минатата година. Тогаш беше пронајден машки труп во Вардар во близина на Градско. Завршија петите етноработилници што се одржуваа во куќите на уметноста во Велес. Годинава ги имаше вкупно 4 работилници и тоа ткајачка, столарска, грнчарска и за прв пат работилница за изработка на накид. На работилниците учествуваа 60 деца од основните училишта. Завршија петите етноработилници во организација на општина Велес и Сдруженијето на граѓани и развој. Истите се одвиваа во куќите на уметноста 9 дена. И годинава куќата на Касапови беше домаќин на младите ткајачки на развој. Покрај ткајање, младите девојки најчесто од основните училишта учија и како да плетат. Градоначалникот Чадиев истакна дека преку ваквите работилници ќе се зачуваат старите занаети. Оваа година имаме плюс една работилница, кој што кажавме на почетокот, тоа е изработката на накид. Веќе разговараме со Сдруженијето да идната година воведат и уште една група, бидејќи сепак имаме просторни услови за ангажирање на што повеќе млади лица. Самиот Джагор што го слушате тука
помеѓу нас говори дека сме успеале ова, затоа и честитам на организаторите. Интересот кај немладите за овие работилници од година во година е се поголем, па така оваа година наместо 3 има 4 работилници. Оваа година етноработилницата е во рамки на манифестацијата Велес град на културата. Големо чест и задоволство ми представува да работам со вакви дечиња кои што сте навистина многу послушни, кои што сакаат многу да работат, редовно доаѓаат, дури дел од дечињата се интересираат каде може и понатака и да изучуваат дел од овој занаети. Покрај ткајачката и плетачката работилница во куќата на Касапови, во куќата на Джинот имаше работилница за изработка на накит, столарската работилница беше во куќата на Васил Главинов, додека пак во куќата на Рацин се одвиваше грнчарската работилница. Во куќата на Касапови денеска градоначалникот Чадиев на учесниците им додели благодарници за учество на 5 етноработилници. Познати се резултатите од спроведеното екстерно тестирање во јунската сесија. Државниот испитен центар ги објави просечните оцени на основните и средните училишта. Веќе од утре учениците ќе може да направат и увид во своите оцени. Помеѓу 10 најуспешни средни училишта по просечната оцена на тестирањето се најде и Велешката гимназија Кочо Рацин. Државниот испитен центар ги објави резултатите од екстерното тестирање. Од денеска резултатите ќе бидат истакнати во училиштата. Учениците ќе можат да ги погледнат оценките кои ги добиле и почнувајќи од утре, 26 јуни, а заклучно со 30 јуни во вторник, ќе можат да поднесуваат приговори до училишната комисија. При поднесување на приговорот, ученикот има право на увид на тестот. Во јунската сесија, по обработката на сите тестови, по сите предмети во сите одделенија и години на образование, констатирана е просечна оцена на постигнување на учениците од 3,26. Минатата година просечната оценка беше 3,6. Од вкупно предвидените 183.790 ученици во оваа фаза, по два предмети тестирани се 177.478, само по еден предмет тестирани се 2.619 ученици, додека 3.693 ученици воопшто не се тестирани. Оправдано одсутните ученици ќе бидат тестирани во августовската сесија, која ќе се одвива од 17 до 20 август. Од основните училишта најдобри резултати на екстерното тестирање покажало училиштето Лазо Трпковски од Карпош со просечна оцена 4,83. Од средните училишта најдобра просечна оцена имаат учениците од Раде Јовчевски Корчаѓен од Скопје со оцена 4,31. Помеѓу најдобрите 10 училишта во резултатите од екстерното тестирање е и Велешката гимназија Кочо Рацин со просечна оцена од 3,72, со која се најде на 7-то место на ранглистата. Врз основа на обработените податоци за 9 одделенците, просечната оцена за нив е 3,04. За резултатите на 9 одделенците пристигнаа вкупно 223 приговори, од кои 51 се прифатени, 144 одбиени, а 28 се делумно прифатени. Јулевски соопшти дека Канада ја поддржува Македонија за членство во НАТО. Груевски на самит во Брисел. Македонците за прв пат добија советник во Подградец, вести од Македонија. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска во Брисел учествува на редовниот самит на Европската народна партија. На самитот учествуваат шефовите на партии и политички лидери од европската десница, меѓу кои првите луѓе на Европската комисија и на Европскиот совет, Жан-Клод Јункер и Доналд Туск. Меѓу присутните се очекува да бидат и германската канцеларка Ангела Меркел, Никола Саркози од Франција, шпанскиот премиер Маријано Рахој, премиерот на Ирска Енда Кени, премиерот на Унгарија Виктор Орбан и многу други. Овој самит е можност за запознавање на политичките лидери со актуелните случувања, напорите кои се вложуваат на полето на интеграцијските процеси и поддршка за остварување на стратешките цели. Македонскиот министер за одбрана Зоран Јолевски по неговиот денешен состанок со канадскиот министер за одбрана Джейсон Кени на маргините на состанокот на Североатлантскиот совет на НАТО во Брисел соопшти дека Македонија има поддршката на Канада за членство во НАТО.
Оваа моја посета на седиштето на НАТО во Брисел ја искористив за повеќе билатерални средби со моите колеги министри за одбрана од земјите членки на НАТО. Имав одлична и многу корисна средба со министерот за одбрана на Канада. На средбата тој ја искажа поддршката на Канада за покана на Република Македонија да стане членка на НАТО, изјави Јолевски за МИА. Македонскиот министер за одбрана денеска имаше и свој настап пред земјите членки на алијансата во рамки на НАК, а во однос на мисијата во Авганистан и учеството на македонската армија во неа. На Североатлантскиот совет на НАТО во Брисел договорено е сегашната мисија одлучна поддршка да трае до крајот на идната година. По историската изборна победа во општина Пустец, единствената партија на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, прокнижи уште еден успех на локални избори. По прв пат партијата доби советничко место во општина Подградец. Советник во советот на општината кој ќе ги застапува правата на македонците ќе биде Јован Шкимби. Советничката листа освоила 563 гласови. Маеи обезбеди мнозинство во 15 члениот совет на општина Пустец, каде има 8 советници, додека по трет пат довербата за градоначалник му беше дадена на Едмон Темелко со максимални 80% од гласовите. А од вестите од светот, авион се урна во Аризона. Вирусот Ебола одново се појави. Регистрирани се 3 нови случаи. Американски воен авион се урна доцна синоќа во сојузната држава Аризона. При падот удрил во гасовот и предизвикал пожар, соопшти американските официјални представници. За сега нема информации за евентуални жртви, како и за типот на авионот. Спасувачки екипи веднаш пристигнале на местото на среќата, кое се случило на околу 13 километри северно од Далас, во близина на границата со Мексико. Потпаролот на Федералната администрација за авиација изјави дека авионот полетал од воздухопловната база Дейвис Маунтен, која е оддалечена 160 километри од местото на инцидентот. Сиера Леоне соопшти дека вирусот на Ебола одново се појави во престолнината Фритаун, која се надеваше дека го надмина опасното заболување по 3 седмици без овој случај. Трнливиот пат кон 0 број случаи ќе продолжи да ја става на тест нашата одлучност и трпение, предупреди директорот на Националниот центар за борба против Еболата Пало Контех. 3 нови случаи биле регистрирани во источниот дел на Фритаун. Властите стврвуваат дека заразата брзо може да избовне во тој густо населен кварт, што често страда од маларија и колера. Вардар и Металург ги дознаа позициите за ждрепката во Лигата на шампионите. Металург со двајца нови голмани во своите редови. Успешен тенисерски старт за македонските тенисери на фјучерс турнирите. Домашен спорт. Шампионот Вардар се најде во третиот шешир за А и Б групите за ждрепката во Лигата на шампионите. Според новиот систем на играње на Европската ракометна федерација, во групите А и Б ќе бидат сместени поквалитетни екипи и посилна конкуренција, со што носители ќе бидат европскиот првак Барселона и германски Кил. Групата С и Д се наменети за тимовите со послабо реноме и послабо рангирање. Металург заедно со шпанската Ла Риоха се носители во првиот шешир во послабите групи. Вардарци ќе одиграат 14 надпревари во групната фаза, додека Металург ќе има 10 меча. На црвено-црните им е потребно барем 6-то место за пласман во понатамошното надпреварување, додека евентуално прво или второ место ќе го однесе тимот од автокоманда во осмофинална битка. Ждрепката е закажана за впеток во 20 часот, а групната фаза во Лигата на шампиони почнува на 13 септември. Македонската тенисерка Лина Ѓорческа оствари 2 победи во двете конкуренции на фјучерс турнирот кој се игра во Прокуплje, Србија за награден фонд од 10.000 американски долари. Во сингл надпреварот Ѓорческа ја порази Вендула Зовиницова од Чешка, а во двојки заедно со Александра Нанкароу од Австралија се пласираа во полуфиналето, по победа во 2 сета против Габриела Дуца и Елина Вихранова.
Првиот македонски рекет Томислав Јотовски во првото коло од турнирот во Шабац го победи Висенте, на кого му препушти само 2 гема. И Мицов и Јанкуловски беа успешни во фьючерс турнирот во Благоевград. Јанкуловски по победа од 6-1 и 6-3 над Васил Шандаров го доби првиот АТП поен, а Стефан Мицов со 6-4 6-1 беше подобар од Димитри Сурченко. Поранешниот македонски првак Металург со двајца нови голмани во своите редови. Даниел Дупјачанец и Антонио Пешевски ќе пополнат празнината која ја оставија Митревски и Ефендик. Дупјачанец досега има настапувано за тутунски комбинат Прилеп, Младост Богданци, но има своји настапи и во Иран и Косово. Тој со клубот од Автокоманда подпиша 2-годишен договор, додека Пешевски, кој е дете на Металург, подпиша 4-годишен договор. Струмички зомимак пак во своите редови ќе ги задржи Јовица Младеновски и Дијан Пецаковски, а најавени се засилување со странски играчи. Македонскиот вице првак има амбиции да створи тим, кој достојно ќе не представува во неговата дебитантска сезона во СЕХА лигата, но и на Европскиот ЕХФ куп. Чиле полуфиналист на Копа Америка со серија од 3:0 во финалната серија во кошарка, Реал Мадрид ја освои тројната круна. Повеќе детали од меѓународниот спорт од колешката Емилија Ничовска. Домакинот Чиле е првиот полуфиналист на Копа Америка, откако со минимална предност во четвртфиналниот дуел го совлада Уругвај. Двата тима одиграа возбудливо второ полувреме, но чилеанците добија доминација на терен, откако во 63-та минута уругваецот Кавани заработи црвен картон поради неспортско однесување. Ситуацијата со играч повеќе за домакинот резултираше со гол на Маурисио Исла во 81-та минута од надпреварот. Во 88-та минута од полуфиналниот дуел, Уругвај остана со уште еден играч помалку. Оваа победа го доближи домакинот до освојување на шампионската титула на Јужна Америка. Со победа од 85 наспроти 90, кошаркарите на Реал Мадрид ја совладаа Барселона во третиот меч од финалната серија. Со вкупен резултат од 3:0, кралскиот клуб по пауза од 1 година ја врати титулата во домашниот шампионат. Гостите ја имаа предноста во поголемиот дел од надпреварот, но домакинот Барселона не се предаде и одигра интересен меч до самиот финиш. Во третата четвртина со серија од 16:0, каталонците постигнаа 33 поени за пресврти водство од 67 наспроти 62. Серијата кошеви на Джейси Керол и Ночиони во последната четвртина го наговести победникот. Барса пред крајот се доближи со 3 поени негатива, но немаше простор за целосен пресврт. Со ова Реал Мадрид ја освои 32-та шампионска титула и трета тројна круна по 1965 и 1974 година. Новак Ѓоковиќ и Серена Вилијамс се носители на Вимблдон, кој започнува на 29 јуни. За единствениот од 4 Гренслем турнири кои што се игра на тревна подлога, носителите се одредуваат со збирање на бодови од актуелната АТП листа и освоени бодови во последните 2 години. АТП ранкингот не претрпе посериозни промени во носителските позиции во двете конкуренции. Втор носител во машка конкуренција е Федерер, третен Ди Марей, а Рафаел Надал осамна на 10-то место. Во женска конкуренција, посерена е назначена Петра Квитова од Чешка, Симона Халеп е трета, а четврта Марија Шарапова. Денес, освен женскиот труп кој што учесниците на вардарската регата Гемиџи го најдоа во реката Вардар, уште еден немил настан во Велес. Имено 91-годишниот ИМ се фрлил од зграда при што починал на лице место. Случајот е пријавен во полиција и медицинскиот центар. Од полицијата го потврдија овој настан.
Денеска имавме претежно сончево време со слаб до умерен северен ветер. А какво време не очекува во наредните денови да погледнеме во продолжение. Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.